Добро вечер, драга моја публико, која сте спремни да седите заедно со мене Ивана Наскова на Шанк. Кога ја крстев емисијата на Шанк, онака, седам на Шанк цело време, па ми текна, зошто да не ја крстиме на Шанк? Сега, ако сум кафанџиски човек, ја крстам на маса, ама понда ќе ми треба и некоја певајка, што вика си ја помодерно позади. Ака си викам што се сигурно, ќе си ја крстим емисијата на Шанк, затоа што Шанкот е неунишлив. На Шанкот можеш секогаш да се потпрееш. И викам, ајде, таман си правиме емисија на Шанк. И сега се договоривме со стартот на емисијата, на почеток секогаш да правам по едно кратко стендап шоу. На крај се испостави дека јас, драги мои, од стендап немам поим, ама за тоа од стендаун трагедија, наместо стендап комедија, се разбирам многу, и тоа од бившиот, во кревет. Знаете како беше? Stay down, 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 цел викенд, секој ден, петок, сабота, недела, down, down. И после ме сретнала некој на улица. Зошто раскинавте? Различности во размислувањата. Тој мислеше дека е окей, јас мислев дека не е окей, и така. Нема врска, битно е да се разбира човек од нешто. Сега сум среќно заљубена и во врска, толку сум многу среќно заљубена што не морам повеќе да се депилирам, не морам веќе да ги депилирам мустаците, немам потреба да депилирам брадата, немам потреба да се чешлам, да се шминкам. Знаете, она жената кога е во врска, па после одите, ја барате за сопруга, па стапувате во брак, па поминуваат една година, па две, па три, па она после престанува да ви ги пере лиштата, па ви вика пуштете перална, па престанува да се чешла, престанува да се шминка, да се дотерува, да се прска парфем, да се бања. И после 10 години се разведуваат. Не знам зошто ме остави. Не знам зошто ме остави. И ти викаш, полека, еве ти чупалица, еве ти влажна марамичка, забриши се, еве парфемче стај малце, еве ова дедо ми ги стрижи овците, за нозевете гледам, урасната си малце, сапунче да се избањаш. Не знам зошто ти ме оставено, стварно не е јасно зошто имате раскинато. Не ми е јасно. Жена е многу опасна работа. Ти жена прв пат која ќе ја запознаеш у кафич, она седи на Шанк, насмејана, мирна, повлечена и се почнувате да се гледате и сте уврска и она е со тебе. Да, злато, молам злато, како сакаш злато, како ти кажеш злато, така. По 10 години, кога сте во брак, истиот муабет е. Да, злато, како сакаш злато, како кажеш злато, само што овој пат место она на тебе да ти го вика тоа, ти го викаш на неа. Тука е разликата. Мажите од друга страна, кога се во брак, нив може да ги примете само по стомаците. Значи, он прво е слаб, евентуално со добри плочки. Ако не е влезен во криза средовечно, обавезно стомакот расте. Он ти вика, ако бе злато капиталот расте, нека расте и стомакот. За под голем споменик има вакво голема, под голема карпа има голема змија. И ти го гледаш, да бе, нападнатите борци им се крева споменик. Исто да ти, така му доаѓа. И обично разликуваме два вида на стомаци. Едниот ти е директорски стомак, другиот ти е обичен стомак. Знаеш, сите директори имаат стомак. Значи, ако го видиш директор без стомак, нешто не валја. Разликата меѓу директорски стомак и обичен стомак, едниот не ти смета. Него не приметуваш. Значи, онака ти е. Стомак, кај вида стомак, али non колку е згоден. И плюс, рачуни дека тој директорски стомак во секое време има двајца асистенти и асистентки да го придржат стомакот, за да можете вие да си водите љубов. Кога сме веќе кај водењето љубов, морате да користите презервативи.
ова овде вака или вака, не знам сега како судам со прстот, Дарче ќе го измонтира тоа. Ги користите овие презервативи за секој вкус, мерка, што препорачувате, што преферирате. Имаме секакви кондоми. А ако веќе се решите да не користите кондоми и да правите свадба, треба да знаете дека имаме идеално решение за сите вие кои не сакате да се нервирате за тоа каде ќе ја правите вашата свадба, кој ќе ја прави вашата свадба. Сите тие, како да кажам, на мажот му се небитни, на вас се битни детали, оставете ги на нашите пријатели, за кои имате долу информација, да им се јавите и се убаво ќе ви кажат како, што, каде да се обратите за да можете да уживате во најубавиот ден од вашиот живот. Зборувам за невестата, а младоженецот може уште сега да почне да пие. Најубавите мигови во денот, сепак ми се кога ќе седнам пред компјутер, ќе си направам кафенце од најубавото кафе, затоа што е кафе кое ги задоволува вашите вкусови и за убав омот во спакувано, нешто практично, нешто луксузно направено, а воедно од најквалитетните, како да кажам, состојки од кои може да се направи кафе, со кои добивате вкус кој не го заборавате. Сега ќе си направам едно кафе. Но пред да направам кафе, морам да споделам со вас нешто што ми е најинтересно во периодов од Твитер. Сега може баба ти, мајка ти, татко ти се чудат што е Твитер, ама модерно време, морате вие да пратите. Добре, мајка ми што нема Твитер, она сега го учи Инстаграм, уште да го користи, ама добре, граф слика. Она е единствено што слика граф на Инстаграм. Значи, Твитер е една друга заедница на луѓе кои мислат дека ја водат државата, да речеме, може и стварно ја водат, не сме докажале ништо. Меѓутоа, твитерџиите имаат твитови со кои можете да бидете смешни, интересни и многу популарни на Facebook. Втора работа која е најкрадена после упалјачите се твитовите. Јас не планирам сега во емисија да ги крадам, ние ќе си кажеме точно чив твит е од кој, што и како е и ќе се наеднички насмееме на хаштагот, хаштаг, ова е за мајка ти, за баба ти, хаштаг, она двете линиички со вака иксот, хаштаг, не знам како, хаштаг, не го крстете внучето така, не ве молам. Хаштаг е работа која е најактуелна на Твитер и овие младиве ги ставаат за да кажат што имаат да кажат. Под хаштагот прашања кои ме мачат, денес ќе се прашаме неколку работи. Раманда на Твитер прашува: само свекрвата моја пливаше во дојран или имаше и други пирани? Дека нели, во дојран, верували или не, имаат нешто што охриѓани го немаат, а и нема да го имаат. Пирани. Не знам, Раманда, дали мојата свекрава има пливано, твојата свекрава има, треба да видиме. Хирург пластичар на Твитер прашува: кај се тие пари што моите ми ги чуваат да не ги изгубам како мал? Кај се да? Тоа е најголемата детска травма. Дај, Ивана, мама, ќе ти ги чуваме со татко ти парите и ќе ти ги дадеме. Great Manito, се извинувам ако не го прочитав како што треба, прашува: дали веганите се помируваат со месен комитет и месна заедница? Нормално ти се вегани, не јадат месо. Абе види се. Човек во живот со себе мора да се помири, па дури и со тоа. Хирург пластичар го има најдоброто прашање што само внуките мои можат да постават вакво прашање, вели: дали вулканизер е експерт за вулкани? Прашања кои ме мачат. Не ме мачи многу да ви кажам ова прашање, некако има и други работи, ама ова може, да. Дечкото со точокот вели: дали на веганска свадба кумот наместо печено прасе носи дистанцелер? Шо му е на кумот пијане, не ме вегетаријанец и кумот ти доаѓа со целер онаков. Ајде, среќен брак. Катастрофа. Гледајте кумот да не ви е вегетаријанец. Небиднина на Твитер вели: плаче дека и пукнал ноктот. А што ќе правиш ако ти пукне кондомот, мори? Прашања кои ме мачат. Што ќе прави? Ќе си користи кондоми од нашите пријатели, нема никаков проблем. Од прашања што ме мачат, Глинена на Твитер има добро прашање. Вели: дали и пред Facebook луѓето толку многу си ги сакаат децата? Оти, ај на мама лепотица, ај на мама како е дотерана, ај на мама види го курле каков е. Значи, не може вие децата
да ставате по 500 слики од нив на Facebook и да очекувате дека мене ми е гајле, затоа што вашата ќерка носи цела екибана на главата од цвеќе. Тоа не е цвеќе, тоа е екибана. Јас кој ќе имам дете, жардиниера ќе му ставам на главата, па да видиме кој ќе има поголема машта. Значи ги претеравте. Даниелс вели: прашања кои ме мачат. Ова секоја вечер ме мачи и мене. Дал да си легнам или да јадам? Да се биде или не? Прашање е сега. Јади си. Гладна мечка оро не игра и со гладен стомак не може да се спие. Привршуваме, ама ова исто многу ми е добро. Зборливиот вели: како англичани бе се среќни луѓе после толку депресивно време и дожд? Како? Знаете како? Работат луѓето, не се ко нас по кафаните. Супер, врне дожд и тама нити имаш мотивација да излезеш, ништо немаш, си седиш, си работиш, си правиш пари, доаѓа викенд, си одиш некаде на екзотична дестинација кај што нема дожд и тоа е. И Калинка во овој дел на Твитер завршувам со: мене врапчето ми летна рубриката, не ми уште летнало. Мене прашање не ме мачат одговори. Цела Македонија ја мачат одговори, драга Калинка. Задоволство ми е за првата емисија во новата сезона на Шанк, да имаме еден исклучително талентиран човек кој исто како мене, кога ќе почне да зборува не знае да престане. Го знаете како Викса или Виктор Петров. Добре ни дојде. Да, многу ми е кеф дека сум во првата емисија, ми е стварно драго. Најбојко кога си прв. Секогаш е добро да си прв и секогаш е добро да си на Шанк, што значи два од тие можда 3 предуслови за да добро оди. Не само интервјута, добро е и као концепт на живење, човек да не се мотивира многу и да има да се подпре, а тоа да не биде некое така случајно место, него подпирање на Шанк. Најубавото место тоа е. Да ти посакам убава сезона, вака колегијално и да ти треба ти секоја наредно да ти биде поинтересно и кога ќе завршува сезонава да ти биде зашто сега мора да се прекине, дај побрзо да дојде ова. Зашто мора да одам на плажа кога сакам да работам, да седам во студио и да правам емисијата. Така и ќе измислиш нешто да работиш од под вода, нешто не знам што, ама ајде да оставиме иднината да го направи тоа што треба да го направи. Ја ти препорачувам идната сезона под вода да ја правиш. Ќе дојдеш? Под вода? Јас ти се пријавувам за прв гостин за подводно интервју. Да, сигурно технички е веројатно изводил. Ќе треба да научиме да гњуриме, ама не знам. Вместо цевки ќе си дишаме и ќе си пишуваме на табли што сакаме да кажеме. Така ќе биде покомпресиран муабетов, нема да има додавки сврзници, досадни, не знам. Туку се ќе биде содржано. Баш ми е драго. Што правиш? Еве, добар сум. Сега гледаш зошто те убрав тебе за гостин. Ме фати мрза. Ова е само најавата. Не, ме фати мрза. Си викам сега, кој да викнам гостин? Не ти треба никој што со едно прашање ќе ти направи муабет, ти треба никој што ќе ти направи добар муабет, ти треба никој што нема те измалтретира. Кеф ми е дека вака ме доживееш и супер поглед на мене имаш, морам да ти кажам дека јас се дружам со себе почесто. И обично треба да е поттикнат овој дизајн, така да веројатно добро ме поттикна. Баш ми е мило. Она што ме кара у првата сезона дека немаме пијачки ние на Шанк, и цело време тоа сите тоа. Тоа некои девојки биле сигурно. Со Шанк е ова, не мажите не многу се бунат кога нема за пиење. Мажи се бунат. Со Шанк е ова немате пиење, со Шанк е ова немате пиење. Ќе се приклучам со наочаривец за да видам што да ти стам пијачка да не речеш после ова. Стави да не сипеш некоја. Уствари ајде да видам на што ти личам у пијачка. Ако те нервира мажот жената, имам Викса да те понудам. Тоа гледам ти е доста одпиено, тука има нервозна публика што ти понуда. Не, мене ово ми е омилено искрено ти кажам. Ова пијачка ми е некако А чекај малце, ова како те нервира шефот, у шефица варијанта го имате ли? Шефот и машко и женско важи. Знам, само сакам. Значи не може. Сакав да фрлам една напомена, ја би цепнал една дупла ваква за шефов. Дај да ти ги видам. За шефот? Ова е љута како жената. Ова. Да, ова не сме за ова ја. Ова е вредносно минато определено време. Сакам да речам. Се модерно тегла да се пие. Сега утегла пијаците, сега утегла ставаат салата, сега утегла е се, нели, идеш у кафичи. Добро, прифаќам. Ова ти е да буде модерен. Ако. Значи, лута тегла за жените луѓе, окей? И ова исто ми е, ама ова поеќе на депресија кога ќе седнам со Владо Јаневски обично. Ако ти нервира балансот на сметка у банка. Види се, кај Владо Јаневски може и коригиране балансот, трансакцијска, бидејќи јас знам дека он е
ново печен радиски шизик. Има едно ново радио, да не го правам реклами, ама да го поздравам Владче. Сепак таму е диригент. Ја ќе си ги пуштам неговите песни, ова, да ги надигам и на А за музичкава кариера стои тоа. Стои, а? Да, имаш и други балади тука македонски што влагаат тука. Сега сум сакала да бидам шанкерка, Викса. Значи супер ти е Шанков и супер ти се Шишиња. А може едно за шеф. Да, за шефов да испегламе енергетски основи. Шефицата мене ми е исто тука, нема врска дека ме нервира, ама за друштво мора да пијам. Јасно ми е, види, нервоза може да иде у плюс и у минус. Значи немаш да те изнервира некој што не ти е битен. И тоа Па сега од друга страна до дно. и Како беше ова? Да, Не и сум седи, влаинка. и седи. Не сум влаинка. Да ти кажам, располагаш со добри вештини вака на Шанков. Меша, следната емисија која ќе се И тоа ова земам ти- Викса едно ова повели, која ќе се благодарам. земам едно од оние Ау, па, шекерче. ама за тоа Може. деколте ќе ми треба за кој ќе Деколте и па ја мислам мала ти е оваа публика од 10-15 луѓе, ти требаат малце поголеми трибини. Она што многу ми е мерак да го направиме муабет и сите што реков обавезно мора со Викса да се направи тоа муабет е емисијата Балканска е банка, едно од Да, супер проект. Тоа ти е добро Слушаните. проект. Одлична емисија и дури и ден денес луѓе ми праќаат, мислам дека 5-6 години сме на пауза. Така. Пошто ја не знам како да го речам периодов, не е на пауза. Таа одеше 8 години и се залетуваше многу добро во понеделник и вторник. Има две генерации на школство, на пример, не знам, средно школа и почнал некој да оди во средно, завршил и си продолжил емисијата. Така и со факултет. И тие на кои што им е поврзано со учењево и со тој период од животов, тие уште ме прашуваат кога ќе продолжиме. Дали уште си исти од Викса од емисијата? Некој Подобро знае да ми речат- апгрейтуван сум, искрено, да ти кажам Посериозен дека тоа имаат. беше хаде. Посериозен знаат да кажат и повлечен у смисол Да, као да ти внимателен кажам, при изразувању. сум. Многу повнимателно. Си фатив работа, сам си го искомплицирав животов, али тоа веројатно е дел од мојата приказна. Шетајки по радискиот бизнис. Како приказна? Од црно-бела во боја преминуваме у 96-та. Од 96-та до кај 2005-6 си возиме да го викаме тој златно време на не само радио. Тука имаш маркетинг агенции, Да. имаш телевизии кои продуцираат реклами, проекти, ТВ шоу бизнес проекти и така натаму. Во 2006 година се спрема светов за повлекување. Ова ти се светските капитали. Ја не сум паметен, само те потсетувам што се дешава. Од 2008 удара финансиска криза. Значи, тие малце по јаките спонзори кои прават неутралност. Ако сите си направиме телевизија, И се рекламираме. Сите ќе се рекламираме на телевизијата и така сите ќе бидеме водители, не знам, спикери и се тоа, но го губиш ја губиш играта. Кога сите би станале Роналдо, не би постоел фудбалот. Така. И оваа финта е многу интересно дека ја сега ја осетив. Например, кај нас имаш 5 фирми кои би можеле да инвестираат во општеството за да има шоу бизнис. Наместо да го инвестираат тоа што е добро, тоа што го гледаат луѓе, тоа што го слушаат, тоа што го читаат, тие сакајќи да бидат како тие што се фраери во моментот, значи има луѓе што сакале да бидат како ја и си викале, а тоа е најлошото. Како да станам како него, ќе си отворам радио. И си отвора радио. Како да станам како некој, ќе си отворам телевизија. Си отворам телевизија. Како да станам Ама- манекинка позад, ќе си отворам Ќе си отворам списание, вестник, писание, ја ќе се агенција, сликам. да, и ја ќе си се сликам. И ја ќе си бидам. И тоа е уствари веројатно математика или равенка како се пропаѓа општествено во културна рамка. Значи, пак да ти кажам, ако сите научиме да играме фудбал како Роналдо, а далеку е дека можеме сите. Туку збораме, еве, обид, теоретски. направил некој телевизија, добро, ја не ќе да плаќам реклами, сакам овде, добро, ама така тој не може да одбере сега, тој со телевизијата, не може да одбере проект пошто он сака да биде како некој. Му е расипал работава на овој како некој и уствари двајцата се у иста бара. Што е вака во компресирана верзија е биди умен со тоа што го правиш. Ето сакам да кажам битичен за кучокот дека не дека сакаше ти така да бидеш поприбран што велиш ти, ама времињата се такви реално. Повнимателен, мораш да бидеш. Не, немам со кого да споделам креативност. Гледај, во моментов
да ми текне, тоа изгледа не добро го изразив. Например, во моментов не можеш да стартуваш нешто екстра интересно, а да не е врзано со политика. Значи да го нема Боријан, да го нема Јанко. Шанков. Да го има Боријан и Јанко. Шанков, да. Шанков се трудам. Значи, ти знаеш колку антиполитички го правам. редок ти е Шанков и чувај го и супер е и одличен. Бидејќи секоја чест на твојот тим и на луѓето кои одлучиле да произведуваат во Македонија. Ова е производ македонски. И затоа сме горди, потпрени на Шанки и разговараме. Но има една компликација која се вика некомпетентност во другите полиња и веројатно на стендбај не може да мрда еден бизнис кога цела држава е на стендбај. Не можеш да одиш напред ако немаш тргнато уште. Не можеш да одиш назад ако немаш ни тргнато. Да, добро, точно е. Така беше. Можеш да одиш назад и да не си тргнат. Имам една игра за тебе, да размрдаме малку. Да се размрдаме. Мислам, ја ќе играм со тебе, подршка од ти. Респект, Кај нас па си. у Македонија никој ништо не прави ако е сам. Значи се мора да се прави у друштво. Добра. И викам ја ќе земам ќе си играм со гостиве. Многу ти е добра бојава на играва. Ова се нашите пријатели Panprint, они ги направија Panprint работат на ова 3D вака. Значи се може да ти направат. Значи сакав твоево убаво вакво лице да го ставим овдека, ама викам ќе ми треба и за со другиве гости. Економска криза, не можам да. Плюс тоа брада имав до пред пола сат, ја ќе требаш и ова да се покрие. Навака. Дали, ова е дело на Panprint, морам да ги поздравам, феноменални се. И играва е уствари многу едноставна. Јас заедно с тебе ќе одговарам на неколку прашања, само со вртање на ова. И единствено правило е кон кај сакаме. Тука да се гледа све. Да, све гледа. Значи единствено правило е само да бидеме 100% искрени. Значи јас ќе бидам искрена, ама и ти мораш да бидеш искрен. Немам искуство со неискреност, така да слободно биди. Топ. Никогаш во живот не сум излажал дечко девојка. Знаев дека ќе се заглавам на ова на почеток, ама ќе остане така? Сум. Никогаш во живот не сум испратил голо селфи. Сум испратил, така? И двајцата сме име. Перверзњаци. Значи само да ве потсетам дека има и друга страна, добра боја. Ај двајцата имаме праќено, ама не еден на друг. Од кај знаеш дали еден на друг сега ова гладко се повлече колешката, ајде да го поддржам младот. Ќе го поддржам од култура. Никогаш во живот не сум изневерил девојка, дечко. Дешава га само ги држам. Не окапа на сум. Дај обратно постави го прашањето. Постави го, сбрцнал ли уштекер до сега. Ева. Што вакво прашање. Не сум испратил порака со интимна содржина погрешка. Не сум. Сум. Сакаш да ти ја кажам пораката? Не, кажи кај ја прати. Пошто Кај колега од работа. Добро. Имав газда Кираџија, ми се викаше Зоки. Добро. И сега му праќам Зоки, киријата за станот е спремна, дојдете да ги земете парите, дојде да ги земеш парите кога можеш. Не е интимна порака тоа. Ама слушај сега мојот. Стига и ми звони жена му на Зоки по пола сат, а вие имате стан, а вие таму кирија плаќате. Ја викам, жено, чекај полека. Зоки, извини колега, поздравија жена ти. Разбирам, Зоки многу фина жена. Види, жената е фина, Зоки е за тепање, чим тоа и текнало. Ајде да не комплицирам, сега да не им правиме пак. Значи, ако мислите дека збориме за Зоки и жена му, колегите твои, не е за вас, да не направиме раздор. Не. Инаку, ова се случајно избрани имиња. Има. Се што е слично, со како беше се што е слично. Се што е слично е нарочно, а све што не е, уствари така треба да биде. Никогаш не сум демнал на Facebook профилот на бивша. Не сум. Ова на детектор на лаги го овакво. Па, не сум, имам среќа малце да бидам повозрасен од тебе и тачно ме нервира многу седење на Јас Facebook. знам и луѓе постари од мене и од тебе што Не, сакав да ти речем, нема врска со години, туку имам некои други ствари што морам да ги правам преку ден. поважни работи. Па не се поважни, ама мене ми изгледале поинтересни. Иначе не, многу е битно што ќе најдеш. И пази, ја не сум спремен да го откријам тоа што ќе го издемнам. А така, По фраерски, она што не знам, не го знаеш не може да те повреди. Ете така.
Иначе ова се извинувам на гледачите што ги вадам на очарите, ама ќора сум. Не, Гледам, добре, не гледам. Супер си со наочарите, само умни водители Имаат наочари? наочари, да. Јас да шминкава да ми се попримети побава, па ги симно, ама нема врска. Ева го следно, ова ми е едно од милините. Никогаш не сум излегол на дејт со 10 години постар маж или жена од мене. Постар маж. Ќе ме мајка ми, ќе ме ваква, а дичко ми исто и Како тој. не е бе глупости. Добре, тоа е микса, сум подрачка. Значи, не се осеќај сама воопшто. Ова ја мислам дека Ма како беше Обичаен. стара јуха, добра кока. или супа. Тие гајле. Ама така е. Никогаш не сум лажал на работа дека ми е лошо за да не одам на работа. Леле, па ја кога ми е лошо, не одам на работа. Ама да лажеш, Ама, све ред. да лажеш, демек, Да. болен сум. Чекај, имам свашта работено, само да проверам радио не, Вага се, телевизија не. одлучи се, вага ќе остане Да, субид чекај, не сум. радио- Ти сега шефот гледа, не гледа телевизија, гледа, не гледа телевизија. Не бе, бев на некој, на Предходната некој недела пракси, нешто го досадно не отсуствував, беше. чекај. На почеток кариерава се злизав со некоја фирма, нешто правни и техничарски финти ово, и таму имам подлажано, ама Имам. многу наивно, кај што сите те фаќаат дека нешто не ми е добро, не знам што и така. Значи остануваме на сум. Сум. Убава боја. Знаеш дека ниеднаш не испратив на нисум, цело време сум Ја на сум. изиграв едно, Појде ја сум, изиграв ја изиграв едно. Чекај да видиме. Не сум никогаш имал телефонски секс. Не сум имал телефонски секс. Не сум. Од Како сите се прави фази тоа? на телефони. Фиксен телефон, мобилен, држ, не дај, не знам. Дури едно време имав и фирма за неправење муабет. Од тие телефониве, нели сите имавме по една линија, не знам дали ти Не тикне. ми тикна. После пејџер времево, 0500 и не знам што, можеше да се пипкаш, користи. кажи ми каде се пипкаш? Така. Значи, добро, такви имаш и ден денес, ама не знам дали се на 0500 да не И ја не направам знам некоја кој врти белја. веќе на тие бесплатни порно филмови, веќе не знам кој се Не, јава на мислам тие дека телефони. на интернет. Битно, се ја, ама не, побацано. знаеш ми беше прашањето како ствари како е тој телефонски. Телефон за неправење муабет, се јавуваш и не правиш муабет. Ај, не Ама, правиш. ама таму го осеќаш дека има некој, да. Атмосферски, Вие со сте, атмосферски микрофон. Ќе си ќутиме, да, и колку време ќе издржиш да ќутиме. И искрено го користевме, сакавме за Балканската банка да го користиме, па не ни беше фер, пошто е идиотски да наплаќаш свеа муабета, таму е и не ќевме беше да правиме скапо. пари. Па не беше скапо, ама имавме некои математики со брекот и тоа беше бизнис. И сакавме така и правевме некои 100-200 евра од ќутење. Машал. кој Ќе се не- префрлам на ова. Не бе, па тоа е интересно. Ај, Не се знаеш- важи само од дома. Ај баш кај ти од радио имаме таков глас, не знаеш, знаеш да го направиш. Радио, па да, сме се знали, ја боле ќе си поминавме да не искочиме. Мора човек да има бекап кариера. Секогаш мора да има бекап кариера. Не, никогаш- имаш 10 бекап кариери, само не ќе да ги правиш. Иначе 100%. Добро, да. 100%. Имам една нива, имам. Сакав да ја продавам за стан од Скопје, ама викам Тоа е ај. супер модерно. Не ја продавај, засади аспарагуси, не, како се викаат тие, едни што брзо растат и Не. се прави шеќер од нив. Ама ми се свиеш На на цело време на Facebook има. Шо си вика згодно ославено, шо диета си компер. Шо бе вика само компер јадеш? Не мори копам компер. Ова е измислено од тоа. Спремен се да продолжиме? Втор дел, може? Сум. Никогаш немам избегано за да не платам пијачка. Рекет у кафич. Сум и тоа ќе да додадам дека во време на нефискални се дешава. Па ја Текно не знам, да, порано се дешава. Некогаш имало многу гужва во Стара Чаршија и ако ти текнува дека улиците се полнеа, Да. и едва и пола вечер одиш по пијачката и ако не ја платиш таму, утре дента. И сум си одел. И сум си Ама имал си дилови плаќал со... после пак? Да, утре Јас сум болја од тебе. френдови ми биле, ама некогаш може и не. Како да имам меморија, не ми текне. Јас ќе се извинам на Белград кафаната. Мислам дека над 100 Ја евра не джомна. беше сметката. И Па заборавме да платиме. Се здаде Јас во знаеш беше бегство? ситуација да утре дента се трезниме, сите се свестуваме и викаме ти плати неа, ти плати неа, ти плати неа. А беа луѓе со 2000 динари си дојдов. Другарите што ставија пари за нив да платиме и тие пари си ги собравме, не плативме за никој. браво! Тоа значи дека се многу окей, бе. Прво, не ве вознемирувале, второ, фраери се платив си и викаат, со пари си не би дојдовме си дома. отишле кога...
Добро, сега викнете ме друг пат. Ќе те викнам со нас. Исплатливо гледаш, искачате, мислам. Но зашто? да ти кажам право. Никој не плати плюс со пари си дојдовме. Јако викам дека сум домаќинка, ми викаат не си домаќинка, не сум домаќинка. Да смени ги тие што викаат така, ја ти викам Дај други, публика. дај нови. Не, додај им 70%. Никогаш ме немаат бркано од кафана. Ме немаат бркано од кафана, сам сум си јадел секогаш. Сум. Сум камените бркано од кафана. Сам си одиш? таков ми е бизнис. Ти си Не од знам. тие? Но секогаш си, не сам си одам, сам како сам во друштво или како сам да ми текне да си одам, а да не ми рече некој ве молам напуштете го просторот. Као никој ве Ве молам, молам аман напуштете ја или просторија. во мојот случај газата се откажа, рече повелете клучевите, ќе ве молам само оставете ги утре дента. Гангстер у кафич ова, останете утре дента и Ни ги оставија пијачкиве клучевите. попара направени. Не, сепак си Шанкот табуша се која е заклучуваше. згодна, која е фина и се заклучува шанкот. Ете го Шанкот се одговор. заклучува. Ја не ја играм, веќе оваа игра. Онија. Не, ти можеш директно сум да си ставиш овде и да не се И мучиш да не се со табла. малтретираме. А имам уште неколку, сега ги видиме како Сервири. ходи. Никогаш не сум бил на нудистичка плажа. Сум бил на нудистичка плажа. Гледа, ние сме спротивности. Не си била на дебе. Не сум, Добро. не сум. Страф ми е од шо се може да видам и да не видам. Не е баш толку авантуристички како што замишљаме. Не? И точно е. Не е Каде беше на се нудистичка плажа? На Јадран. Има меѓу Макарска и Сплит има 4. И можеш да се зизаш вака. Нисам знала. Ама мешано, мажи, жени, сите се голи. Сите се голи и не се влага баш легално, односно не може да има како гардероба кај што се соблека си ставаш раници, плажа и така натаму. Ти можеш после пак да се облечеш, али никој не го прави тоа. Пошто ми беше чудно. Еднаш гол за секојаш гол. Имаш гол за секогаш вистини, не бе така надминуваш други ствари. Например, ние сите имаме некоја статистика и перцепција од тоа што го гледаме и што го доживуваме. Добре. Тоа што го сервира телевизорот треба со 80% да се земе во ова не зборам за твојот проект, туку зборам општо телевизијата сака да каже, за тоа постои. Но работите кои ги кажува најчесто се опционални ако се свиѓаат да ги правиш и не треба многу сериозно да ги доживува човек. И така по тие правила, она што го сервира Холивуд за нудизмот, па и некои европски центри за нудизмот, и не е толку културен или некултурен, туку е и има одредена бариера и секогаш човеков кога е навијачка група, кога е бенд, кога се дечко и девојка, кога се фамилија, тоа е една целина, секогаш луѓето кога се врзат у целина, убаво е чувството, нема што, бидејќи вие припаѓате на нешто што не е баш вообичаено. Не може да се случи бенд од два астероида да удрат и да почнат да свират некоја музика која ние би ја сватили. Да. Тие прават други звуци и галами кои се интересни, ама не ги викаме музика. А знаеш И зашто? така некако за На модерно, набљудување. на денешно модерно време, зашто е најтешко да одиш на нудистичка плажа? Само ова е реална ситуација, маж и Добро. жена се расправаат и А, го знаеш? не. Досаден сексуален живот, веќе жена е преку глава, вика мажу, дај, вика, мажот не, вика, дај, ништо, вика, да направиме, вика, ето ќе се разведеме вака. Дај, вика, малце авантуристи да бидеме. Ајде бе, што имаш на ум? Ај бе, жена, ќе име на нудистичка плажа. Ја, па сите да видат дека за пари сум те земала. Видиш се. Он тетовиран новчаник има изгледа. Имаш сите да ги пуштиш на нудистичка. Боле сам по сам додат овие дечки што ги дадат пример. Никогаш не сум останал, кога сите избегале од часови, јас да останам у училница. Леле, никако. Имаше тие. Никако. Сврти, одмани. Не Си или сум, не си, не си не останал сум. никогаш. Не Кажи сум колку останал. нервираат тие. Како бе тие ги викаш, па кај мене у генерацијава една беше и мислам една погрешка. А ние имавме погрешка. Погрешка, мислам дека флексибилно, не веруваше дека ќе бегаме и онака остана, мислам дека ајде не ќам да речам дека да. Инаку има така. Ама добро, ето тоа се веројатно да останал социјализам или некои такви социјации, тие би биле тие сршта на Најуспешните? културно општество. А овие Па, успеа, кај претпоставам. мене што останува? Печас. Ги бива денес? Ги бива. Дуга И социјалистичка никош не ветре. дава ни лист од средина, ама исто успеа. И тие. Тие што не дава од средина Аха, успеа. Чекај ние како ги будали викаш тука. успеа? Например, функционери Па се, директори, битни работи прават. битни. Сега дали прават битни работи нема.
Има, сега види, од директор до директор има разлика. Јасно ми е, добро, тогаш у меѓувреме нешто битно направиле или не е добро баш ова што го слушам, али не ми е битно. Има, ке мене успеа. Па ќе се прашувам. И при последните две сум, никогаш се немам расправано со лице во униформа. Два пати се расправаа со мене непотребно. А, они се расправаа со тебе? Па добре, и тоа е расправија. Не, и тоа е расправија. За возење или? За сообраќајни аномалии. Јас имав едно за нарушување јавен ред и мир. Што направи? Пеев. Можам да објаснам дека пеев. Лошо пееш или у погрешно време? Не знам сам, мислам, јас пеев. Ја мислам дека убаво пеев, тој тврдеше дека се дерам. Имавме Ова било поодамна, денешно време снимка. Да. Снимаш, он мисли добро, ама сега тоа Ќе друго што докажеме мисли. као ја пушта чекај. снимката на музички идол и ме избираат тука со нов албум со се. Да, се расправавме за тоа. И што ти рече како на филм? Здраво, поплаки имаат комшиите, да угасете го. Дали сакате да караоке машина. престанете да се дерете? И јас реков, господине, имаме многу добра повод, причина за славење. Јас пеам, оти сум весела. Одлично. Рече, господице, вие не пеете, вие се дерете и го нарушувате јавниот ред и мир за кој што може да ве казниме. Во зграда живееш? Онека. Во зграда. Добро. А жилба пуста за пеење. Нека не те демотивира, тоа е само чекор да бидеш поупорна во пеењето. И уште едно прашање имам, Викса, како за крај. Никогаш немам испуштено газ пред луѓе. Добро. Чекај да видам. Не бира, знаеш како? Никогаш е многу смешно и интересно што се дешава позади или Како гордо ја држам даска. или камерите. Ма, добро, јас ќе ти правам друштво, значи никогаш човечки е да не можеш да издржиш со стомачни некои варијанти, сам си на 50 метри околу тебе, мислам. Веројатно на малце поквалитетните телевизори може да се јавува некој аура или плаво или розево. Уште едно прашање имам од мои другари, другарки. Праша го, Вили, Викса, како му текнува сите работи на телевизија кои ги коментираше оние? Фантастично помина. Знаеш што открив? Јас уствари открив дека ја кога гледам спорт не пцујам, него правам такви филмчиња кратки. Тоа го открив со сител на Wipeout. Да, и па Wipeout, не ми текнуваш името, да. И како е добар, видиш, некогаш супер се случува да ја стварно открив и сега Трезен го си, правев за ти истото. доаѓа инспирацијата? Да, тотално, пошто тие се денски се прават, тие се прават да не ти ја кршам сликата, Да, бидејќи јас много мислам е по-фрајерски вака од страна, ама не, радиото ми помага да се ставам у филм и да не ја сметам атмосферата, да можам да ја доцртам и да си ставам ја тросет, двосет и све што ми треба да си биде убаво. Сега многу убаво си поминав исто, за да не го вртат теренот, замисли, одбојка на песок. Добре. И кога играат мажи е една публика, кога играат жени Е друга публика. И сега за да таму имаше овде интернационална таква ситуација на плажите кај на градски ке. И за да не го вртат теренот наопачки, пошто е многу комплицирано и песок и овоно, ги менјаат страните тие што играат, така. И се тоа никој не го искоментирал. Го искоментирав, бидејќи има некои моменти кога се како се аниматорски и има 2 минути кај што имаат тајмаути кај што може публикава да прави финти. Например, таквите финти одлично ми доаѓаат и не ми текнуваат, него тие се веројатно канал на кој се качуваш, тоа е исто као интернет. Ако немаш Wi-Fi, тој стои, тој не е мој. Тие ствари се уствари општо присатни, а коментарите само ги абсорбираш. Можам да ги прочитам. Да, имам Bluetooth за тоа. Иначе не ми текнуваат. Ова не сум го знаела. Не ги ни сметам за мој. Сосема друго има во глава. Викса, ти беше волку добар гостин. Не врти грб на камерата. Не, цвеќе нема грб, така да ти слободно врти се на која сака страна. Тоа важи за мажи, не за такви некои фраери. Имам едно изненадување за тебе, до душа е само вака да видиме. Сакаш лево? Сакам... Не, ја ќе ти кажам кој мене ми се бендисува. Сакам... Мори двете се многу добри. Лево или десно? Која поза ти е омилена? Десно. Како ланче има типов. Е, ланчата на типот. Мустак има типот. Еве, дој, прво нешто што се гледа е ланчето. Да, тоа е прво нешто. Мустак. Тоа е прво, ова се исто ова каде стои? Ова у кола стои или по дома? Па јас би ти препорачала по дома.
Океј. Одма гости Ви кај што ти благодарам. влагаат на централно. Ова е првата визуелна контакт Во ситуација. првата сезона Пампринг ми има направено моја слика, не бе вака до душа, но облечена. Добра. И мајка ми ја стави во Исто, подник, со ролка. гостини нема дојдено од тогаш. Анти гости уметни. Да, многу убава слика. Нешто Вика, за мајка ми раат. Одлично, бе, ова е на систем на аларм. И со сликата у комплет да се Ова е секогаш. отпечатено, ова е истото Да, со ова е браво. како слика, Супер, значи супер, ова се супер. Пампринг, ќе видиш се неќам да ти ја вака распакувам, а ти нели убава е поклон да си Да, го да, несеш да, дома. окей. Ама ќе видиш што ти е Благодарам. ко платно, ко Ти уметничка благодарам, слика. и благодарам за целиот тим, И да вака не се уметнички заблагодарам на додека. 150 луѓе овде. Да си. Не Не можам без кондоми да те пуштам, цимет на јаболка, се мислам. моите омилени. Ама види сега, не можеш ти да викнеш Пардон? некој на тоа без да го понудиш На кафе, па така. Ај на Зар кондом. прво викам Ај на кондом? цимет, јаболка, да, сок, не, кондом. Супер ќе дојам. Тоа не знам Не, дали. ај дој на кафе, не можам јам добиено. А шубави кондоми имам, ти пропушташ. Не. Види, кафево е многу добро пакувано. Ова се луѓе кои те поддржуваат. Да, ова е мојата подршка. Искрено да им кажам браво, бидејќи чепнавме дел од емисијата и дека да кажам тоа што ми тежи нешто и морам да ти го дораскажам филмот. Дека е комплицирано време, секое време е комплицирано. Дека на сите би им текнало кога би било толку лесно да им текне вистинското за да го направат вистинското. Овие луѓе тебе што те поддржуваат во денешно време и ова е само доказ дека ако сакаш да направиш и да ти текне нешто, ќе ти текне. Ако е твое и треба да се случи, ќе се случи. И во криза се случуваат најубавите работи, знаеш, да те потсетам. И најдоброто кафе го правиш откако ќе ти претече првото. Да. И по-сладко ти е второво, бидејќи, не знам, зборам дека кризата што ја спомнавме е само можност за оние кои знаат да бидат демотивирани, да не бидат демотивирани и да го надоградат тоа И од точно е дека си оптимист. Да знаеш дека е точно. Ама не дека сум оптимист, дека е така, а иначе јас сум оптимист. Ти благодарам што ни беше гостин. Добро, Те слушаме на радио. Ќе се слушаме на радио. Се слушаме на Каснам радио. точно дека беше оптимист. Ова успорена снимка ќе го измонтираме. Отие за инсертите, да. Ова се да. инсерти за кога да правиме муабет. Се слушаме на радио. И ако случајно си расположен друг пат има нешто интересно ново, кај мене шанкот е пола твој. Уште одма ти го препишувам. Јас ќе ти се јавам за резервација ден однапред, ако За било што тебе не има. треба резервација, знаеш, ти си од тие гости. Не благодарам. резервираат, него само Ефтен. иде и прави да на мојата. И ти го чувам шишето од шефот. Сум. Дами и господа, тоа беше Викса или Виктор Петров. Благодарам уште еднаш. Вие не одите никаде, имаме уште. Се наоѓаме никаде на крајот од денешното дружење, ама морам пак да споделам уште неколку мудри мисли со вас. Да се не смееме, да. Во Делчево има село, се вика град. Знаеш како викаат? Викај се тоа што сакаш да бидеш. До душа правилото е облечи се за тоа што сакаш да бидеш. Затоа еднаш ме прашаш што си мора облечена како трудна, па нели облечи се за работата што ја сакаш. И у животот, значи рековме, треба да се викаш за тоа што сакаш да бидеш. Како ја крстивте ќерка ти? Убавка. Ај барем сте пробале. Она ноки. Ама. Добре, од кај да знаеш? Но ми е смешно кој ќе го крстат детево Николче. И така му е името. Он се вика Николче. Сега ќе дојде Николче. И ти мислиш ќе дојде некој дете толкаво Николче 120 кила и 2 метри, не го собира преку вратата. Николче, ајде, кај си ти? А Николче, бабачко. Ама нема врска се, тоа е. А друго што ме нервира во овој момент е што ти немаш да се скараш со Николче. Значи не он Никола, или Марио, или Ивано, он е Николче. И ти колку и да си му лута, Николче, дојди вамо. Нема логика, ве молам. Добре, да крстете ги како сакате. Пред некој ден се смеевме многу, си купив нови штикли. Жулеви, мртво месо, тоа како се вика. Ама колку сакаш. И знаете, оние рибките во аквариум што се хранат од мртво месо. Епа на мене не ми препорачуваат такво нешто од прејадување на рибките, може да умрат. Оти она не знае колку јаде, она јаде дека има. И сега јас да се пикнам во таков аквариум, 5 риби од 10 ќе умрат, другите 5 ќе бидат нефункционални во следните 2 месеци. И тоа е.
И нема врска, муабетот беше. Одам јас, кривам со ногата, одвај одам и некој ми вика там, леле, колешке, што си згодна шоуба и нозе имаш, викам, џабе колешке кои се нефункционални, гледаш дека не одам, и очите. На, толкави, ја ќора, петка диоптер, не гледам, истото ти е. Џабе кои не ги бидува. Среќаш оваа долу не е убава, па работи. Иначе да ми рече, ај што ти е убава. И се надевам, мислам дека добро се изнасмеавме. Се надевам дека и вие се расположивте убаво со нас и исто верувам во тоа дека ќе сакате и следната недела да бидете на Шанк. Во меѓувреме одиме да се возиме, не дозволувате никој во животот да не ве вози, освен ако не се нашите пријатели кои знаат да ве возат во модел на автомобил кој е модерен, модел на автомобил кој е економичен и модел на автомобил со кој ќе стигнете таму каде што треба без вашата сопруга да писка зашто касниш цело време, гума минува, па гума со колешкава кој знае кај си бил. Нема да имате такви проблеми ако си купите автомобил таму каде што треба. И нели, треба да ме следите на Facebook редовно, на Шанк, побарајте на да видите што се случува на Шанк со Ивана Наскова, на Шанк со мене, на Шанк со вас. И Алфа телевизија повторно се дружиме следната недела. Македонија моја, ве сакам, ве гушкам, останете ми вакви насмејани, позитивни, бидете се само убави, не оти видовте дека кој е убав, не функционира, само да не ви е убава.